Националната агенција за европски образовни програми денеска во Основното училиште Ѓорги Сугарев одржа и твининг работилница. Имено станува збор за појаснување на процесот за мрежно вклучување на македонските училишта во соработка со училишта од Европа. Битолското Ѓорги Сугарев е домаќин на денешната работилница на која присуствуваа представници од сите битолски основни училишта како и од општините Могила, Новац и Ресен и Демир Хисар. Во рамките на итвининг работилницата што се одржува веќе во моментот, вклучени се сите основни училишта од Битола како и од регионот, и тоа Ресен, Могила, Новаци како и Демир Хисар. На поканата доста беше активно се вклучија и многу основни училишта, односно пројавија интерес голем број на наставници. Ние од прилика сакавме и имавме зацртано да присуствуваат по 5 представници, меѓутоа интересот на вистина беше голем, што покажува дека наставниците се повеќе и повеќе сакаат да разменуваат искуства и се повеќе сакаат да се изградуваат на свој личен професионален план и развој кој што ни е особено значаен во нашата работа за унапредување на квалитетот во воспитно-образовната работа. Бенефитите од вклучување во ваков вид на соработки со други училишта од земјава и Европа бил голем, бидејќи искуствата кои наставниците ги стекнуваат ги принесуваат на учениците. Како учат другите деца во другите земји, ја учат нивната култура, начинот на живот. Значи, она мултикултурно образование некако го ставаме на малку повисоко ниво, следејќи ги трендовите нормално на европските земји. Да се излезе малку надвор од рамките на она класично образование и час. Токму преку проектот од Еразмус Плюс програмата, 3 наставнички од Основното училиште Ѓорги Сугарев во моментов се на престој во Малта, каде разменуваат искуства, а од училиштето се надеваат дека ќе добијат позитивен одговор на дополнителни 2 проекти со кои аплицирале за соработка со 2 училишта од Австрија и Шпанија.